боја, пушка, кацига, панцир и комбинезон. Спремни сме за забава, а денеска забавна зона е во Пејнтбол Арена Бест во Драчево. Пејнтбол Арена Бест постои 13 години. Од 2013 година е првиот пат отворена во април месец, па све до сега. А како дојдовте до идејата да се отвори Пејнтбол Арена всушност? Идејата беше сосема случајна. Бевме на патување со мојот брат во Германија. Таму првиот пат се соочивме со пејнтбол, односно со играње со пејнтбол. Ни остави голем впечаток, значи самиот адреналин, играта, забавата највеќе, тој дел на игра. Па сакаме да го пресликаме во Македонија. Во тој момент тогаш немаше пејнтбол отворено, па поради таа причина сакаме нешто да воведеме што ќе биде од забавен карактер за цело Скопје па и за Македонија. И од тогаш веќе 13 години успешно работи Пејнтбол Бест. Да, од тогаш сме активно од 13 години, гледаме да се сите задоволни, да добијат добар третман, што се вика, затоа и повторно се враќаат. Имаме родендени по 4 по 5 години што се истите луѓе тука. Имаме тимбилдинзи, организираме и други настани. Значи има верни фанови на Пејнтбол Арена Бест. Да. Дали може да ми кажеш за тие кои не се запознаени со играта пејнтбол, како всушност се игра и кои се правилата? Правилата има повеќе видови на игри. Едни од најчесто играната игра е елиминација. Тоа е без разлика кој каде ќе биде погоден, дали во рака, во нога, во кацига, дури во пушка. Значи треба да крене рака и да излезе надвор од теренот. Чека да завршат сите останати да се елиминираат, после почнуваат повторно во игра, све додека имаат топчиња во пушката. Втората игра е со знаме. Значи позади, ако го гледате знамето, тоа е центарот, ставаме жолто знаме на буре во средината, кој ќе го земе знамето треба да го врати во неговата база без да биде погоден. Доколку го погода, треба да го остави на истото место кај што е погоден и излегува надвор. И третата е тим детмеч, тоа е без разлика каде да е погоден исто, се враќа до мрежата, ја допира мрежата и пак се враќа во игра. Значи така играат све додека не ги потрошат топчињата и тогаш им се бројат поените, кој има повеќе поени, тој тим победува. Која од овие игри највеќе сакаат да играат тие што ќе дојдат во Па највеќе елиминација, малце подолго трае, кој е елиминиран чека надвор, да и нема некое бунење кој е погоден како или некој за поени да бидат поточно, елиминација наиграна игра. Дали има некој што ги кажува правилата, односно ги надгледува додека играат? Да, целата игра, значи од кој ќе дојдат тука се делат во две групи, значи ние им кажуваме правила што треба да прават, претходно имаат кратка обука пред да почне целиот настан, се облекуваат во униформи, имаат цели комбинезони, ракавици добиваат, фантомка подкапа, добиваат сунгерес панцир, значи све што е потребно, нормално тоа си е прецени безбедноста и хигиената, секој си добива чиста униформа. Како што кажав, правиме кратка обука и тогаш влегуваат во игра. Цело време додека играат им даваме знакова, треба да почнат, кога се завршени, цело време се под наша команда, да кажеме, еден начин, не се оставени сами на себе, па да се повредат или било што. Значи во добри раце се цело време кога се играат тука. Ми споменавте дека треба да носат некаква опрема, дали може малку подетално за опремата да ми кажете? Па тие се цели комбинезони, тоа е чисто заштита од бојата, тоа не е она класична боја, тоа се скроп шекери на водена база, тие се еколошки и да падне топчето да не се распрска, тоа се разградува со тек на време, значи не е да прави ѓубре или нешто. Имаат ракавици, кои што споменав, имаат кацига, ние ги користиме овие кациги што се многу позаштитени, што и горниот дел го има на главата. Поради тоа што работиме, кој што споменав, со деца, со детски родендени, така да сакаме безбедноста да е на право место. Бидејќи споменавте дека се прават овде родендени на деца помали и поголеми доаѓаат, која е долна граница на луѓе кои препорачувате да дојдат да играат во пејнтбол и која е горна граница, тоест дали има горна граница? Горна граница нема, што беа возрастни до сега, околу 76 години. Најмалите биле 9-10 години, значи од 10 годишна возраст па нагоре ги организираме родендените. Еве сега за вас може да кажеме нешто ново, имаме и други активности. Сега што очекуваме, има пушки од 7 годишна возраст до 10 и нешто ново што е тука што не е отворено уште, тоа е Airsoft. Значи тоа би било за некој краток период.
за сега е само пейнтболот. Значи кој што кажав, од 10 години па нагоре ги организираме. Супер, одлично. Разговаравме за муницијата што се става во пушките. Дали може да ми кажете подетално дали тоа е всушност болно за противникот кога се пука со муницијата? Така, значи пушката се регулира притисокот како да биде. Кога се работи за деца, притисокот се намалува за да нема да го нема тој удар како кој играат возрастни. Така да нема некоја опасност дека нешто може да се случи. Кој што кажа, попремата е максимално безбедна што ја носат. Ние ги надгледуваме цело време, нема никаква опасност, имале безброј родендени и се уште доаѓаат. Супер, одлично. Дали може да се игра пейнтбол навечер? Да, имаме рефлектори за навечер, претежно летен период кога е бараат навечер, поради што е топло, а треба целата опрема да се носи. Така да летниот период е претежно навечер, иако и преку ден сакаат да играат летен период. А дали може да играат зимно време тогаш? Да, може секогаш да се игра, преку целата година ние функционираме. Значи нема периоди кога сме затворени или да не сме да се игра, освен кога врне се нормално. Другиот вака месеци кога сме затворени нема. Се игра преку целата година, баш оваа зима кога беше снегот, имаше и родендени баш на снег, малце по атракции беше. Беше интересно. Колку време трае една игра? Играта трае зависно кој како пука, како ги троши топчињата и со колку топчиња игра. Кога се работи за родендени, тие топчиња, например 100, им ги делиме на 3 партии, 3 рунди имаат, по 36 топчиња им ставаме. Славеникот секогаш добива повеќе, над 60. Кога се работи за возрастни, секој игра со различен број на топчиња. Значи од 100 па до 500, 600 топчиња, сега зависи кој како пука и така зависи и време траење на играта нивна. Дали тука се организираат надпревари во пейнтбол? До сега не сме организирале, ама имаме во план за наредна година да организираме, тоа ќе биде првиот турнир во пейнтбол во Македонија. Сакаме да го направиме на некое повисоко ниво. Сме имали сега некои обиди, ама не сакаме да го направиме да биде на аматерски, туку да биде по на високо ниво. Да, на високо ниво, поради тоа што имаше најави од други екипи што се надвор од Македонија. Супер, тоа одлично, ми посакувам многу среќа во организирањето и во тој надпревар. Благодарам. Дали тука може да се играат некои други дисциплини освен пейнтбол? Кога доаѓаат фирми тимбилдинзи или кога се група на луѓе над 30 луѓе, тогаш организираме повеќе видови на игри. Тогаш прават како мини турнир меѓу самата фирма, меѓу вработените и сега да не се чекаат сите, да речеме едните играат пейнтбол, другите се со лаки стрела, другата, трета група, четврта играат, пукаат со воздушна во мета, има влечење на јаже. Така да тие се активности што ги прават паралелно и седат по целиот ден тука со кетеринг, со цела забава им е целодневно. Спомнавте дека организирате и тимбилдинзи. Дали на пример организирате тимбилдинзи за некои фирми кои не се со седиште во Скопје? Да, сме имале, што седиштето им било надвор од Скопје, па и од Македонија, што доаѓале тука. Што сме организирале, имаме доста искуство, кој што напомена, веќе 13 години сме во оваа работа. Јас и мојот брат, од таму потекнува идејата, заедничка. Имаме големо искуство со организирање тимбилдинзи, дури сме имале случаеви кога некој што дошол со таа фирма, кога се префрлил во наредна фирма, ја донел и другата, така да биле задоволни. Тоа е супер, стварно. Каде можат да ве пронајдат оние кои сакаат да играат пейнтбол? Ние се наоѓаме на самиот влез на Драчево. Значи, штом ќе влезат на самиот влез, после мостот, вртат лево и тука сме. Супер, на истата одлично, локација сме цело време. Лесно можат да ве најдат. Премногу лесно. И за крај би сакала да ве прашам, бидејќи гледам дека ова е многу посебен терен, уникатен, дали вие помагавте во креирањето на теренот, односно? Дали има некој темплет според кој се прави теренот или тоа на ваша иницијатива го одбирате? Па на наша иницијатива, значи пофамилиарно да кажам, тука голема улога игра и нашиот татко, што е постојано со нас. Сите препреки, секој детал што го гледате на стазата, место за седење е направено рачно, тоа е направено од нас, со никаква, помош од мајсторска помош, така да све што е направено со големо внимание и ради безбедност, се гледа на секој детал, некој да не биде препрека, некоја што може некој да се повреди или да падне од незе. Така да, кој што напоменав, безбедноста ни е на прво ниво. Супер, одлично.
Моето последно прашање е кое е најчестото место каде што играчите се кријат и не можат да ги најдат луѓето од спротивниот тим? Па сме имале доста случаеви што по 10 минути не знаат каде е играчот и на крај се качул на некое дрво и да не може да го приметат каде е. Најчесто тоа го прават навечер кога е поднели темно, има сенки кои може да се скријат. Преку ден не може до толку да го прават, пошто е малце пожива играта, денска светлина си е сосема поразлично од навечер. Имаме групи што играат и само навечер, има некои што играле преку ден, па сакаат само преку ден, нема некое правило кој кога. Секоја група има различно. Супер, ти благодарам многу. Нема нешто. Благодарам и на вас.